На Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев Штип беше промовирана книгата Оригиналниот ракопис од прогласот и останатите печатени огласи на царот Леополд I од 1690 година, со која го зема македонскиот народ под своја заштита. Автори на книгата се Александар Донски и Џони Тодоровски. Историчарот Донски вели дека во оваа книга е објавено писмото од австрискиот цар Леополд I, во кој тој го земал под заштита македонскиот народ. Оригиналниот ракопис го пронаоѓа авторот Тодоровски во Австрија и со голема љубов и посветено заедно со Донски работат на ова големо и значајно дело за Македонија. Ова писмо досега беше познато, но само во препис во македонската историографија. Меѓутоа неодамна е откриен оригиналот во ракопис и утврдено е дека има некои разлики од ракописот до она што е познато во нашата историографија. Разликите е во тоа што тие двајца македонци што отишле кај царот Леополд да го молат да објави ваков проглас, тие всушност биле офицери во неговата војска, а тоа досега не се знаеше во преписите на тој проглас. Тодоровски е роден во Австралија, студирал во Канада, денес живее во Холандија. Од своите предци, кои со години се надвор од Македонија, научил многу за своите корени, па токму љубовта кон македонскиот народ и историјата го предизвикала заедно со Донски да направат едно вакво големо дело. Тодоровски постојано истражува и бара документи за македонската историја. Како што објаснив камен по камен, нели на интернет може да најдете некои работи и се прашувате дали е тоа вистина или не. И прашувате други луѓе или други институти и од чекор по чекор доаѓате до некаде и каде што нели во одреден момент знаете дека се наоѓа некој документ во некој институт, се јавувате тој институт, ги барате тие документи и некогаш не ги добивате баш тие документи што ги барате, а во одреден момент ќе се појави тој документ и викаш еурека, нели, го имам тој документ, се преведува, се гледа, се истражува и од кога знаеме дека е тоа, идеме понатаму. Значи, некогаш и не ги добиваш тие документи што ги очекуваш. Промотор на книгата беше академик Стојко Стојков. Тоа се многу важни документи кои што покажуваат постоење на самите поеми македонци, македонски народ и на луѓе кои што се самоопределувале на тој начин уште во 18 век, официјално прифатени и признаени, и тоа се документи кои што беа успорувани, а сега еве ги имаме благодарение на авторите, ги имаме во оригинал, како факсимил, ги имаме транскрибирани на латински, ги имаме и на македонски, ги имаме и на англиски. Тоа се многу важни документи и мислам дека тоа е нешто кое што дава голем придонес за нашата наука, дава можност овие документи да се користат слободно и во странство и во светската наука и кај нас. Исто така дава можност и на сите граѓани на Македонија да се запознаат со нив. Тоа се многу важни документи за нашето минато. Авторите најавуваат дека веќе истражуваат и бараат нови документи, а наредниот период ќе објават уште неколку книги. Целта им е младите студенти да ги поттикнат да истражуваат.